Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за најновите информации од културата. Археолошкиот музеј во Скопје ја отвори новата постојана поставка со артефакти откриени во Македонија што датираат од палеолитот па до 20 век. На површина од 6000 метри квадратни, распоредени во 107 модерни витрини, изложени се 5000 археолошки предмети. Звуците на окарината, стара 6000 години, во рацете на реномираниот музичар Драган Даутовски, го најави отворањето на новата постојана музејска поставка во Археолошкиот музеј во Скопје. Неколку стотици граѓани, археолози, конзерватори, историчари на уметност, етнолози, музејски работници, политичари и љубители на културата присуствуваа на отворањето. Директорката на музеот, Магдалена Манаскова, најави дека ова е почеток на ново, динамично функционирање на институцијата. Секој месец ќе има новитети, тематски изложби, диалог со публиката. Изложуваме предмети кои што ги користеле неандерталците, понатаму хронолошки ги опфаќаме сите периоди застапени на територијата на Македонија, значи продолжуваме со неолит, енеолит, бронзено време, железно време, архајски период, класичен период, хеленистички период, римско време, доцна антика, среден век, османлиски период и, како што кажав, завршуваме со 20 век. Се тоа што ќе може да се види е резултат на макотребна работа и значи научно обработени предмети. Освен постојана музејска поставка, вечерва ексклузивно за прв пат се отвора изложбата насловена како архајската некропола во Корошишта, случајно откритие со големо значење. Минатогодишните истражувања на оваа некропола на вистина донесоа едни несекојдневни археолошки откритија. Се работи за некропола од архајскиот период, која што по своето значење е на исто ниво со некрополата во Требениште, откриена 100 години порано. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека отворањето на новата поставка не е само културен чин, туку и силна порака дека Македонија ја цени својата историја. Културата е темел врз кој се гради една нација, а тој темел ќе биде видлив за секој што ќе ја посети Македонија, рече Мицкоски. Нашата задача е да ја отвориме Македонија пред светот, да ја возможиме на јавноста, на туристите, на младите генерации, да ја почувствуваат големината на културното наследство со кое располагаме. Археологијата не е само минато. Тоа е живо сведоштво за развојот, креативноста и упорноста на нашите предци. Македонија има што да покаже и што да понуди. Од најстарите артефакти на овие простори, преку исклучителните археолошки откритија што ги представуваат големите цивилизации што поминале овде, па се до богатствата што ја дефинираат нашата уникатна улога во европската и во светската културна историја. На поставката во изминатиот месец интензивно работеле 36 кустоси, конзерватори и документатори, 15 надворешни соработници со помош од останатиот музејски персонал. На површина од 6000 квадратни метри, 5000 артефакти, распоредени во 18 оддели ќе ја раскажат историјата на Македонија. Културно-информативниот центар Скопје во изложбениот салон Империјал 2 ја отвори изложбата на графики и слики од Евгенија Трајковска, насловена Внатрешен негувател. Изложбата ќе биде отворена до 22 септември. Изложбата ја посети нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Дел од графиките се изработени во 2024 година, дел се од 2025-та, бидејќи тој беше периодот на дипломирање, а сликите се ептен свежи. Летово некој од нив ги завршував, пред тоа беа концепирани и тоа е тоа. И сега насловена е Внатрешен негувател. Целта би беше да представам, многу често имам дилема во себе, од типот
Често се критикувам за било каква после некоја постапка, после одредена одлука и ова не е доволно добро, ова треба да го доработиш и никогаш нема дел од мене кој што позитивно влијае да ме подбутне, бидејќи не секогаш ќе бидат тука нели мама и тато или пријатели да не поддржуваат или професори или било кој. И сакав да се натерам да го создадам тој негувател во мене, што ќе биде нели јин-јанг и баланс на критичарот. Наоѓам инспирација во илустрацијата и стрипот од секогаш всушност. Меѓутоа некако се пронаоѓа моментално во некои апстрактни форми, не баш апстрактни, повеќе геометриски всушност, кои што сакам да си ги создадам сама, кои што имаат значење, но се многу суптилни и тие некако да ги вметнам со стилот до сега што сум го имала за оние кои што се запознаени со него. Некако нели илустративно, можеби стрипски ептен со карактери, со строго линеарно. Официјално започна со работа платформата Македонска држава, најголемата дигитална библиотека за македонското историско наследство. Платформата стартува со повеќе од 300 електронски книги, историски документи и истражувања кои опфаќаат над 150 години македонска историја, култура и поезија. Македонска држава, најголемата дигитална библиотека за македонското историско наследство, официјално започна со работа. Платформата стартува со повеќе од 300 електронски книги, историски документи и истражувања кои опфаќаат над 150 години македонска историја, култура и поезија. Зад иницијативата стои група млади ентузијасти кои вложиле значителен труд за собирање, дигитализација и систематизација на материјали од различни библиотеки, архиви, приватни збирки и јавни извори. Целта е македонската историја и култура да бидат зачувани и достапни за сите. Македонска држава е замислена како постојано растечка дигитална архива која ги поврзува истражувачите, учениците, професорите, новинарите и сите што ја негуваат македонската културна и историска традиција. Со редовно додавање нови содржини, платформата ќе се развива во богата ризница на знаење и колективна меморија. Во моментот, платформата е достапна на англиски јазик, а до крајот на месецот ќе биде лансирана и македонската верзија, со дополнителни преводи на други јазици. Така, библиотеката ќе биде корисна и за граѓаните дома, македонската дијаспора и меѓународната јавност. Тоа е се за ова саботно издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.